Благодарам, почитувана председателке. Заради јавноста и заради колегите, минатиот пат односно ме прекинавте во процедуралното. Се надевам дека денеска нема да биде така. Ќе бидам кратка, ќе се обидам да ви образложам што баравме ние минатиот пат. Имено пред неколку седмици на продолженијата ви укажавме, почитувана председателке, дека барем ние тука треба да ја почитуваме процедурата и принципите и собраниската пракса. Се повикуваме на деловничко работење, но се повикуваме и на некоја создадена собраниска пракса за одредени ситуации кои што биле и во минатото, но се случиле токму и на оваа комисија. Што сакам да кажам? Нашата колешка Бети Стаменковска-Трајковска говореше минатиот пат 10 часа, непрекинати 10 часа, и се разбира, после 10 часа таа не го заврши својот говор, но, како и секој човек, има потреба од минута-две пауза. Зошто не го заврши? Затоа што имаше континиум во нејзиниот говор и сметаме дека вие како председателка треба да дозволите нашата колешка Бети Стаменковска-Трајковска да продолжи со нејзиниот говор. Именно таа ги читаше и објаснуваше на јавноста, а впрочем и на колегите од позицијата кои што вака многу се трудат Љубомир Јовевски да го изгласат да биде уставен судија, објаснуваше нашата колешка, некаде мислам дека беа околу 300 скандали, но таа дојде до 203-тиот, ако не се лажам, ќе ме коригира колешката. Од 203-тиот до 300 имаме уште скандали, индиции за сторен криминал за кој што Љубомир Јовевски, како се уште актуелен државен јавен обвинител, не реагирал. Што сакаме со тоа да укажеме и на јавноста, но и да ве разубедиме вас, кои што го предлагате овој кандидат за уставен судија, дека не може човек кој што не реагирал на повеќе од 300 скандали за корупција, криминал во оваа држава, да има дигнитет и да биде воопшто предложен како кандидат за уставен судија. И сметам дека деловничкото право на нашата колешка Бети Стаменковска-Трајковска е одземено од вас, почитувана председателке. Не велам дека досега не сте ја воделе комисијата на начин на кој што треба. Да, сте ја воделе, но се до тој момент, додека и ја одземавте и го одземавте зборот на нашата колешка. Два случаи ќе кажам на непочитување на ова правило. Нашата колешка Марија Петрушевска, исто така на оваа комисија, говореше, се прекина седницата и после тоа се продолжи повторно со Марија Петрушевска и вие не направивте проблем. И така треба. Тоа е деловничко ваше правилно однесување и така треба. Ке се повикам исто така на една собраниска пракса која што ја говорев минатиот пат, еве да подсетам. Таа собраниска пракса и сите тие, како да кажам, прекршување во наводници на одредени принципи ги има направено ни помалку ни повеќе во минатото председателот на собранието Талат Џафери. И ќе подсетам на времето кога тој молчеше на собраниска, на комисиска расправа и молчел еден ден, била прекината комисијата за избори и именувања, вториот ден, бидејќи замислете, тој бил зафатен и имал
партиски обврски во ДУИ, тогашната председателка ги земала во обзир неговите партиски обврски и не ја закажала комисијата. Кога била закажана комисијата наредниот ден, Талат Џафери продолжил да молчи. Што ќе рече дека вие како председателка имате на што да се повикате за да и го дадете правото на збор на нашата колешка Бети Стаменковска-Трајковска, затоа што верувам дека јавноста, фелата, па и можеби дел од колегите пратеници ќе сакаат да ги слушнат сите причини зошто Љубомир Јовевски не треба воопшто да биде предложен за кандидат за уставен судија. Имаме тука спорно, ако ги гледате и дебатните емисии и пишувањата на фелата, кои што велат дека прво човекот кој што 7 години молчи за еклатантни примери за корупција и криминал, нема легитимитет, нема морално право да биде на највисоката позиција во државата, и тоа со мандат од 9 години, замислете. И затоа сметам дека секојдневно се трупаат нови и нови скандали. Еве, најновото е со кражбата на тендерската врска помеѓу кумот и кумашинот. Некако многу броило, некако многу се исплати во последно време да имате, да сте кум и кумашин во власта, па да имате бизниси. Да оставиме нашата колешка да продолжи со говорот и да ги доброи, дообјасни сите криминали за кои што Љубомир Јовевски не реагирал. Ако следите, имаме и од Народниот правобранител констатација и во делот на образование и во другите сегменти на општествено-политичкиот живот, каде што и како требало државниот обвинител да реагира, ама тој не реагира, молчи, многу гласно молчи по деновиве, чека и си вели ајде можеби денеска ќе ме изберат, ајде можеби денеска ќе ме изберат. Но добро е да свати дека тешко ќе оди неговиот избор и ние ќе се бориме тој да не биде уставен судија. А исто така ќе се бориме и претходно изгласаната Тања Васич Бозаџиева, за која што не знаеме дали воопшто знае каде се наоѓаат судовите, исто така да ве предомислиме, неизе да не ја гласате, ако дојде воопшто моментот да се гласаат на пленарна седница, таа особа да не ја гласате. Што ќе рече на крај на ден? Да си ги повлечете сите предлози, да седнеме и сериозно да поразговараме, не само ние, туку да ја викнеме стручната фела, и ако сакате, тие да предложат луѓе со кредибилитет, со образ, со стручност, луѓе кои што ќе го представуваат Уставниот суд. Не знам колку ова наша борба вие ја цените, не ја цените, гледаме дека сакате на брза лента да поминат, нема да поминат. И тоа, еве, јавно ви го кажуваме, веќе и на медиумите и на сите им е јасно дека Љубомир Јовевски нема да помине како, освен ако вие како председателка не направите некој преседан, односно, познавајќи ве како личност, сметам дека такво нешто нема да дозволите, ако не бидете принудена од одредени структури во вашата партија, ако не бидете принудена нешто насила да се донесе, ама се надевам дека тоа нема да го гледаме,
такви сцени нема да дозволите тука на Комисијата за избори и именување, туку ќе преовлада разумот и дека ќе ставиме крај на ова долга приказна за избори на уставни суди и ќе седнеме, ќе поразговараме на темата мерит систем, на темата кој заслужува во оваа држава конечно по тој мерит систем да ги добие највисоките позиции во оваа држава, дали таа претходно изгласаната Тања Васич Бозаџиева треба да биде на позиција уставен судија. Никој не ја познава во фелата, никој за неја не е слушнал. Истакнат правник, не може зборот истакнат правник така екстензивно да се толкува како што го толкувате вие, а пак Љубомир Јовевски едноставно нема, ги потрошил сите џокери, не превземајки за доброто на државата, не превземајки акции кои што по закон требало да ги превземе за расчистување со криминалот и корупцијата, а да не зборувам што како кандидатка земја, членка на НАТО и потенцијална на Европската Унија, со како не гледаат како седиште на криминал и корупција, и да подсетам на зборовите на еден амбасадор дека во Македонија владеат неколку фамилии и тие фамилии го имаат запоседнато целото општество и дека општеството тоне токму од тие фамилии. Сега ние како пратеници треба да покажеме став, храброст да оваа констатација која што е многу точна и која што е расширена кај граѓаните, да ставиме точка и да кажеме не, ова веќе вака не оди. Не ја знаеме Тања Васич Бозаџиева која е. Нека истражи Љубомир Јовевски дали имала некакви врски со вакцините и со криминалот кој што се случувал во Хонг Конг. Ама и тој молчи, бидејќи и тој молчи, а е кандидат за уставен судија, дајте оваа фарса да ја прекинеме, позиција, опозиција, седнуваме, ја викаме фелата, стручната фела, и тие ни кажуваат на нас кој треба да ја заземе таа висока позиција. А на крајот на денот и добро е да си го смениме начинот на изборот на уставни судии. Имаме една добра собраниска пракса како ги избравме членовите на Комисијата за дискриминација, и тоа е добар начин. Колегата Антонио Милошевски предложи на почетокот на оваа комисија кандидатите да бидат тука присутни, па да не само ние пратениците им поставуваме прашања, туку да им поставува прашања и фелата, но и тоа не го дозволивте. Немавте демократски капацитет да разберете нешто бара опозицијата од вас. Што веќе општеството, што системот веќе бара. Ова не е само барање на опозицијата. Системот веќе не функционира. И треба функционирањето на системот да ни биде приоритет кога носиме важни одлуки за државата. Еве тука ќе скратам, почитувана председателке, и ќе ве замолам да постапите сосема деловнички, не го кршите деловникот доколку и дадете збор да си продолжи нашата колешка Бети Стаменковска-Трајковска онаму каде што застана. Благодарам.